Беше тоа на 8 септември 1331 година, кога Стефан Душан се прогласува за цар на Србија во Скопје. Според законикот на цар Душан, што тој го издал во Скопје во 1349-та, кој во оригинал и не е зачуван, се прогласил за македонски цар. Душановиот законик започнува со зборовите: законик на пречесниот и христољубивиот македонски цар Стефан, цар Душан, владетел српски, бугарски, унгарско-влашки, далматински, арбанашки и на многу други региони и земји. Цар Душан се прогласил за македонски цар, не затоа што бил македонец, туку за некој да се прогласи за цар император во средновековието, морал да ја земе круната од некој од царствата кои веќе претходно постоеле. Тоа царство било Самуиловото. Изборот на карактерот на неговата титула цар бил јасен, затоа тој станал македонски цар Стефан. Беше тоа на 8 септември 1814-та, кога во манастирот Свети Јован Бигорски дошол дебарскиот Делија Јусуфбек со банда разбойници, што ја сочинувале над 200 души, познати зулумќари, со намера манастирот да го преуредат во теке. За таа цел донеле и мајстори од Тетово, градители со турско потекло, кои имале задача од манастирските објекти да отстранат се што го символизирало христијанството. Во меѓувреме, од манастирскиот храм се појавил игуменот Арсений со метална кутија во рацете и се упатил кон бегот со намера да му ја предаде. Многумина сметале дека во кутијата се наоѓа клучот од манастирот, што била вообичаена практика во такви прилики. Кога игуменот дошол до бегот, му се обратил со зборовите: "Наш почитуван бегу, оваа кутија подарок ви ја праќа неговата висост Алипа Шајанински во знак на помирување. Ве молам, примете ја." А потоа се повлекол во манастирската црква. Бегот, восхитен од гестот на Алипаша, со кого бил во закрвени односи, со љубопитство ја отворил кутијата, а тогаш вивнала силна експлозија, од чие разурнувачко дејство настрадале и бегот и неговите најблиски. Од експлозијата на самото место загинале 12 разбойници, а бегот, тешко ранет, бил пренесен во Дебар. Целиот овој случај бил дело на Кузман Капидан, кој од страна на охридскиот началник Сераскер Джеладин Бек бил задолжен да ги ликвидира сите водачи на арнаутските разбойнички банди. Во кодикот од манастирот истиот ден било запишано: во 1814-та се стори големо чудо. Стана Гемон кој имаше намера да го разруши манастирот и да го преуреди во теке. Тоа беше дебарскиот Јусуфбек. Неговиот непријател беше Алипа Шајанински. На 8 септември Јусуфбек беше ранет, а на 21 почина. Кога го погребуваа, настанаа силни грмотевици и паѓаше силен град. Беше тоа на 8 септември 1940-та, кога наводно во Скопје се одржа покраинската конференција на Комунистичката партија на Југославија за Македонија. Тогаш Методија Шаторов Шарло е избран за секретар на покраинскиот комитет на КПЈ, а Кочо Рацин е исклучен од партијата. Беше тоа на 8 септември 1942-та, кога кај селото Лавци Битолско е формиран Битолскиот народно-ослободителен партизански одред Јане Сандански. Одредот бил именуван и како Народно-ослободителна партизанска чета. Извршил напад врз бугарскиот екипаж кај железничката станица меѓу селата Српци и Беранци на 10 ноември 1942-та. Поделен во групи, одредот одржувал политички митинзи по битолските и леринските села во зимата 42-43-та, а потоа во март влегол во состав на битолско-преспанскиот партизански одред Даме Груев, со кој се префрлил на Костурско-леринското подрачје. На 8 септември 1944-та се ослободени Пробиштип и Крушево. Беше тоа на 8 септември 1945-та, кога Президиумот на Македонија донесе закон со кој 11 октомври се прогласува за народен празник. Беше тоа на 8 септември 1991-та,
кога во Македонија се одржа референдум во предвечерието на распадот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Убедливо мнозинство од 95% од граѓаните кои излегле на референдумот позитивно одговориле на референдумското прашање. Дали сте за самостојна Македонија со право да стапи во иден сојуз на суверени држави од Југославија. На гласањето, според официјалните податоци, од 1.495.626 гласачи излегле 1.132.981 граѓани со право на глас или 71,85%, а од вкупниот број граѓани кои гласале на референдумот позитивно се изјасниле 1.079.308 граѓани, односно 95,09%. Резултатите сами по себе говорат за успешноста на референдумот. Во официјалниот извештај на Комисијата за спроведување на референдумот се вели дека за начинот на кој бил спроведен не биле поднесени приговори или жалби поради неправилности или повреди на одредбите од Законот за републички референдум. Комисијата ја констатирала масовноста на граѓаните со право на глас во Македонија кои се изјасниле за самостојна и суверена Македонија. На референдумот му претходеше Декларација за независност, која првиот повеќе партиски македонски парламент ја усвои на 25 јануари 1991 година. Беше тоа на 8 септември 1992 година, кога е промовирана првата редовна поштенска марка на Република Македонија. Беше тоа на 8 септември 1996 кога се пуштени во промет 6 нови македонски банкноти, кои беа промовирани на 6 септември. Во оптек се најдоа банкноти во апоени од 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 денари. Автор на идејното решение за новите банкноти е Билјана Унковска, сликарка и графичарка. На 8 септември 1903 година во Битола од двајца турски стражари е убиен Александар Аркадиевич Ростковски, руски конзул во Битола. Како руски дипломат во Македонија, тој добро ги следел настаните, а особено тие што се случувале на територијата на битолскиот вилает. Посебно внимание обрнувал на дејноста на ВМРО за нејзината разгранетост на градски и селски револуционерни комитети, за движењето на револуционерните чети во Македонија, а особено за почетокот на Илинденското востание. Консулот Ростковски е роден во 1860 година. На 8 септември 1984 во Атина умре Рита Буми Папа, истакната грчка поетеса, повеќекратен учесник на Струшките вечери на поезијата и на меѓународната средба на литературни преведувачи во Тетово. Автор е на 30 на поетски, прозни, есеистички книги, меѓу кои назначени се стихозбирката Љубовни песни, Нена, Ново зеленило, Пулсот на мојата тишина, 1000 убиени девојки, во која е поместена и песна за македонската хероина Мирка Гинова. Таа е составувач на антологија на светската лирика во која се поместени песни од македонски поети Константин Миладинов, Рајко Жинзифов, Кочо Рацин, Коле Неделковски, Ацо Шопов, Матеја Матевски и Анте Поповски. Рита Буми Папа е родена 1906 година во селото Никифорово, Гостиварско. На 8 септември 2017 година почина легендарниот југословенски глумец Љубиша Самарџич на 80 годишна возраст. Роден е на 19 ноември 1936 година во Скопје, во семејство на рудари. Тој стана познато име во југословенската кинематографија по настапите во воените филмови во поранешната СФРЈ, во кои постојано глумел партизански лик од народот. 8 септември е ден на независноста на Република Македонија. 8 септември е и светски ден на физиотерапевтите. Во 1967 година
UNESCO go proglasi 8. septembri za Međunaroden den na pismeноста.